Здраво, драги гледачи, ви мафтам јас, ви мафтаат и супер звездичките, со кои денеска ќе ве одведеме во нова, специјална и многу интересна авантура. Дечки, дали сте расположени? Да, убаво ли се чувствувате тука? Да. Еве, Стефан веќе има некои реквизити по кои што може и да ви навестиме каде дојдовме. Она што се случи пред 10 години, денеска се случува повторно. Значи, пред 10 години суперзвездите својата прва емисија ја снимија на стоматолог. Еве, повторно денес, по 10 години, значи имаме повторно таква шанса и можност на нашиот голем јубилеј да видиме гости во стоматолошкиот клинички центар Свети Пантелеймон во Скопје. Како се чувствувате, дечки, овдека? Бил некој од вас до денеска овдека? Бил некој од вас гостин овдека? Да, зошто се доаѓа овдека, Злато? Тука се поправа запчина. Запчиња се поравата. Ева да ја видам, ева што се прави друго овде. Овде се стават и протези. Значи овдека се ставаат и протези, тука се прави и контрола, како се нашите запчиња. Што се прави, Антонија, друго? Тука се ставаат и пломби. И пломби, ете, сите, значи, зафати се прават овде. Ова е најголемата, значи, ваква клиника. Поточно станува збор за клиника за детска и превентивна стоматологија, која денеска ќе ја посетиме. Фактите говорат дека дечињата се плашат од стоматолозите. Тоа е така, за жал, бидејќи постои недоволна информираност во јавноста, ние денеска ќе ги посетиме тие батковци и тетки кои што работат овде, ќе се запознаеме со сестрите, со докторите, со студентите и специјализантите кои што работат овде и ќе видиме дека тие работат една прекрасна, многу хумана и убава професија, а воопшто ќе видиме дека да се оди на стоматолог не само што е корисно, туку е многу битно, многу важно и воопшто не боли. Вие се уверивте, а бидејќи нашите гледачи не го знаат тоа, јас им препорачувам да останат во следните 60 минути заедно со нас и да се дружат во оваа прекрасна емисија. Дечиња, 3-4, одиме! Је! Тргнуваме! Како што најавивме, драги гледачи, денеска суперзвездите се специјални гости во клиниката за детска и превентивна стоматологија. Во оваа емисија ќе имаме шанса да се дружиме со многу интересни личности, поготово овдека ќе се запознаеме со луѓето кои што работат оваа прекрасна професија. Еден од првите наши домаќини денеска е и доктор Александар. Добре ни дојде во Суперзвезда. Како сте, доктор? Драго ми е, одлично, како сте вие, добри? Одличен, супер, еве се радуваме што со Суперзвездите имаме шанса по 10 години повторно да се навратиме на она што го имавме снимено во првата емисија. Кажете ми вака за сите кои што не гледаат во овој момент, дали е убаво чувството да се биде стоматолог? Да, одлично. Прво да ви го честитам јубилеот, а чувство да се биде стоматолог, особено детски, е прекрасно, пошто децата може да бидат многу захвални пациенти, особено кога ќе воспоставиме пријателски контакт со нив. Може да бидат прекрасни пациенти. И се надевам, да. Сега вака ги интересира дечињата, родителите знаат, предпоставам, има некои децата кои не знаат. Да објасниме што е тоа стоматолог. Па стоматолог е една професија која што се грижи за здравјето на зъбите, на децата, возрастните. Се што се однесува на она во устата што го имаме, дури и на оралната хигиена, дури и поправката, тоа е вашата работа. И превентива. Така, значи денеска, дечки, дојдовме ние на право место да се информираме се што сакаме да знаеме во врска за нашите запчиња. Има ли некој што има некој прашање? Леле, Ева е најпрва од сите. Браво, Ева, да пукне. Повели овде да може да те видат гледачите. Кажи ми, кој е твоето прашање? Здраве, јас сум Ива Куцевска и сакам да прашам на која возраст растат млечните запчини. Супер прашање. На која возраст, докторе, растат првите млечни заби? Кога најрано се појавуваат? Па вака, млечните зъбчиња растат од прилика во 6-тиот месец. Значи, во просек во 6-тиот месец, меѓутоа може да се случи да никнат и порано, 4-тиот месец, па се до 1 година се смета за нормално. Значи, први растат долните секачи во долната вилица, понатака растат секачите во горната вилица, вторите секачи во долната вилица и така поред све до отприлike 2-2,5 години кога сите млечни заби се веќе никнати в устата. Најинтересно е кога ќе пораснат првите 2 запчиња од доле, па личиме на зајче. Да, тогаш најинтересно изгледа дечињата и се многу смешни во зборувањето, нели? Со шушкање, Да, све шушкаат, прават. Многу интересно, значи вие овде гледате секојдневно разни случаи, така? Да, апсолутно. Супер. Ај сега да видиме следно прашање кој сака да постави. Оваа женска, повели Злато, само кон камерите. Кое е твоето прашање, кукле? Здраво, јас сум Елеонора, сакам да прашам колку млечни заби има детето. Браво, Елеонора, прекрасно прашање. Колку млечни заби значи му растат на едно дете?
Вака, млечни зъби на број се 20. И тоа 10 во горната вилица и 10 во долната вилица. Од нив во една вилица имаме по 4 секачи, кои што нели служат за отсекување на храната. Имаме по 2 канини, односно кучески зъби, кои што користат за киње на храната и по 2 молара кои што служат за джвакање на храната. Така, леле, колку професионално ни го објасни тоа, ќе мора постане некој црташ негде да ги видиме. Го видиме тоа на модел, после ќе го објасниме. Објасниме кој зап, каков зап и значи секој зап Има своја функција. Значи не е само забот различен во форма затоа што така сакала природата да го направи, туку му дала и функција на забот. Значи неговата форма произлегува од неговата функција. Браво, сколку ова било интересно, значи има многу работи кои денеска треба да ги откриеме и научиме, затоа драги гледачи останете заедно со нас. Одеме понатака, има уште прашања? Има? Да, кој ќе постои прашање? Повели Злато, дојди брзо до овдека до мене. Како е твоето име? Како се викаш? Никола. Никола, бе, кој е твоето прашање, лепотана? Зашо тие првите запчиња се викаат млечни? О, Злато, браво. Зошто, докторе, првите заби се викаат млечни заби? Многу интересно прашање. Најверојатно се викаат млечни затоа што никнат во периодот кога детето се храни исклучиво со млеко. А можда и ради нивната боја, пошто се млечно бели, за разлика од трајните кои што се малку нели по сивкасти. Се разликуваат млечните и трајни? Да, се разликуваат во бојата. Меѓу другото и во бојата. И во бојата. Браво. Значи млечни се викаат, сега научивме дека се викаат така затоа што во тоа време децата дојат, пијат млекци и тогаш никнуваат првите запчиња и затоа се млечни. А ти, лепотане, имаш ли ти прашање, да? Да, Како е твоето име? Иво. Ајде, мафни им на сите женски што те гледаат сега, Иво, и пратим бакнежи одма, нема срамење, така? Браво. Иво, кое беше твоето прашање? Зашто луѓето имаат трајни заби? Зошто луѓето имаат трајни и колку трајни заби имаат? Значи, прво мора да се сменат млечните заби? Да, значи, од прилика на 6 годишна возраст почнуваат да никнат трајните заби, тоа никнува првиот трајен молар, односно шестката што би го рекле ние по-народски. Вкупно ги има 32 трајни заби, значи за разлика од млечните има малце поголем број, затоа што со тек на времето нели вилицата никне. И тука имаме една нова група на заби кои што се викаат премолари. Значи имавме млечни заби молари, овдека имаме и молари премолари. Имаме исто инцизиви по 4 во една вилица, по 2 кучешки и сега ги имаме плюс 2 премолари и 3 молари. Многу комплицирано, докторе, ја да кажам. Но да, може последните заби што се викаат умници, народски кажано, и да осуствуваат поради тоа што со модерново темпо на живот, нели, со исхрана која што е пасирана, мека, варена, иде на тенденција тие последни заби се поретко се никнуваат, се појавуваат. Збориме за осмиците кога стана збор, народски кажам. Да. Иначе се значи 32 на број, меѓутоа може да постојат и варијации. Одстапување од тој број во смисол на нивно намалување. А мора ли млечните заби значи да се заменат? Дали мора човекот да има трајни заби или млечните не можат да продолжат понатака во функција да го обслужуваат и човекот кога ќе порасне? Видете, кога отсуствува клицата на трајниот зап, на заменикот, млечниот зап може да остане во вилицата, меѓутоа тогаш се работи за некој патолошки процес, така. Значи, млечните заби мора да се сменат со трајни, да. И тие едноставно немаат корен како што имаат трајните, немаат физиономија како што имаат трајниот. Тоа е мала заблуда, знаете, млечните заби имаат исто корени како што имаат и трајните. Имаат? Да, меѓутоа кога трајниот зап никне, иде до ресорбција на тој корен на млечните заби, така да кога веќе ќе почне се клати запчето, тој корен е ресорбиран и значи му дошло време за вадење, за екстракција. Сега и откривме зошто кога ги вадиме млечните запчиња, тие се така само како запче, дека знаеме оние трајните кога ги вадиме имаат голем корен. Ви благодарам, докторе, за овој прекрасен разговор. Фала ви многу. Како си поминавте вие во разговорот со Суперзелите? Лично ми беше мило што бевте денеска наши гости. Ви посакувам успех и понатака вашите мисии. Ви благодарам. Имавме чест задоволство да разговараме со доктор Александар овдека, кој што работи на клиниката за детска и превентивна хирургија. Ќе направиме мала пауза, а веднаш потоа, драги гледачи, останете со нас, ќе се запознаеме со неговата колешка, станува збор за прекрасната докторка Драгица. Останете со нас.
Стефан, уживаш бе ти? Да. Аби ја би уживал кога би бил на твое место. А сега да кажеме здраво живо и добродојано доктор Драгица, како сте докторке? Добро, благодарам. Си работите со дечи? Па да, во главном со дечиња и баш ни е пријатно и весело. Уживате ли во вашата работа? Да. Се вака да кажеме колку е убаво да се биде доктор и тоа стоматолог. Вака да ви кажам, значи да се биде доктор и стоматолог е една прекрасна работа, поготово кога работиме со деца, затоа што децата се најблагодарните суштества всушност. Они знаат значи својот стоматолог, односно доктор, и да го гушнат, значи да го прегрнат и да го бакнат, нели? Некојаш знаат и да се пожалат, односно да ги споделат значи нивните чувства. Просто кажано, нели? А секако, нели, стоматологот е тој кој што треба да им помогне во однос, нели, на запчињата, тоа е прво и основно, затоа и доаѓаат всушност на стоматолог, меѓутоа не секој пат, значи кога имаат болка или кога е запчето расипано. Така да некогаш доаѓаат и да се подружат со својот стоматолог или да се видат, просто кажано, нели? Да се направи контрола, па малку да се дружиме, па пеат ли понекогаш по некоја песна? Да. Поготово вакви супер звездички, нели, или како што имаме денес. Кажи, ајде сега ова е тука некаде и почетокот на нашата емисија, ама кога ќе ниче на стравот ќе пееме и ние малце? Важи. Доктор Драгица, имаме ние некои прашања за вас. Дали дечки сте расположени, подготвени со прашањата? Да. Повели Злато, кое е твоето прашање? Здраво, јас сакам да прашам кога некој запче ќе го боли некого и кога ќе му биде расипано, што треба да се направи? Така, оние кои имаат расипани запчиња или пример не боли запчето или оток има, што треба да се направи? Децата да дојдат значи кај својот стоматолог. Оној кај кој што вообичаено одат или нели тој кој што им е најблиску. Значи, посетата на стоматолог не треба, кажав и претходно, секој пат да биде кога не боли запче или кога е расипано. Меѓутоа, ако приметиме дека значи запчето не е расипано или имаме некоја точкичка, па и не мора да значи дека е расипано, сепак ние мора да го посетиме нашиот стоматолог. Ете, готово, веќе знаеме, значи, дечки спремни, значи, при било каков и најмал симптом се оди Така кај својот стоматолог. како што правев јас, впрочем, кога бев мал. Нели? Ете така. Ајде сега да дадам, имате уште прашање, да? Кој ќе го постави следното прашање? Еве, Кате, нека биде таа. Повели Злато, кој е твоето прашање? Катерина Вадаровска, сакам да прашам докторката колку често треба да се оди на преглед. Ова е прекрасно прашање. Треба ли да се оди често? Значи, правилно, нели, и најдобро е, значи, 2 пати во годината децата да го посетуваат својот стоматолог за контрола и нормално за се друго понатака, нели, дали има потреба од санација или не, тогаш нивниот стоматолог ги закажува. Меѓутоа, обавезно, дали имаме или немаме потреба, ние треба 2 пати годишно да го посетуваме својот стоматолог. Значи, еднаш во лето, еднаш во зима, или еднаш во есен, еднаш во пролет. Има нешто што уште сакаме да дознаеме и откриеме? Повели Кукло, само кон камерата ќе те замолам, кој е твоето прашање? Јас сум Елеонора Јовановска и сакам да ја прашам докторката дали е страшно да се оди на стоматолог. Ова е многу интересно прашање. Има дечиња кои што мислат дека е страшно и мислат дека боли. Впрочем, дали е страшно? Вака сега, значи ова прашање јас првин ќе треба да ги прашам децата, нели, што се дојдени денес. Меѓутоа сепак ќе го објаснам и тоа ќе кажам дека сите имаме помалку нели страв кога ќе го помнеме стоматологот и кога треба да одиме на стоматолог. Меѓутоа, еве, сега они ќе ми одговорат мене дали денес они чувствуваат страв кога се кај нас во ординацијата тука на детска и превентивна клиника. Прав ви е? Мене не. А тебе, Злато? Не, Тебе, Кукло? не. Не, малку ми беше јас кога влегов, сега не ми е. А ти, Злато? Мене уопшто. Браво, супер. Добро, значи баш ме радува што денеска значи сите сте онака супер расположени, меѓутоа сега малку би проговорила за дечињата кои што навистина имаат страв, затоа што имаме и такви дечиња кои што навистина се плашат да дојдат на стоматолог. Каде доаѓа тој страв, еве јас да прашам? Зошто? Како? Искрено да ви кажам и не знам, меѓутоа најверојатно тука сега би се обратила кон родителите. Значи за да кај детето го отргнеме тој страв од самата помисла на стоматолог, треба значи многу рано да почнеме да го носиме на стоматолог, односно да го посетува стоматологот и тогаш кога детето всушност и нема потреба за стоматолог, значи од најмалата возраст.
Секако стоматологот треба да почне да се грижи уште со никнувањето на првото запче. Значи родителите треба, откако ќе никне првото запче на детето, тоа е некаде 6-тиот и 7-миот месец, значи треба да го посети стоматологот. И постојано, значи како што ви кажав, еднаш или два пати во годината детето да ја посетува ординацијата за да се навикне и за да свати дека не е ништо страшно, да се навикне на амбиентот на работа, нели на машините со кои што работиме, нели секако се бучни, меѓутоа ако од мало го носиме детето, тој страв исчезне. Така, сепак има и специфичен мирис, значи кога станува збор за стоматолошка ординација. Стоматолошката услуга, да. Значи прво машината, нели, звукот од машината е оној првиот кој што децата нели чувствуваат некој отпор, меѓутоа ако доаѓаат почесто они се навикнуваат, нели, на се што имаме во ординацијата, како што кажавте, на миризбата, нели, која што е специфична од самите медикаменти кои што ги ставаме, нели. Така да, ден поздрав до родителите дека почестото одење на стоматолог, почестото дружење со стоматологот, значи, кај децата полека исчезнува тој страв. Го нема веќе стравот и Дека да го нема, може би нели во некоја мала доза, меѓутоа сепак они се навикнуваат и почнуваме значи да соработуваме со тие деца, бидејќи имаме деца кои што да речеме се многу тешки за да можеме со нив да почнеме да соработуваме, меѓутоа со една упорност од страна на стоматологот, од страна на родителите, со еден посебен пристап нели кој што е адаптиран на нивната возраст, детето едноставно го прифаќа стоматологот, ја прифаќа околината и работата на крај ни е успешна. Ете така. станува збор за многу специфична, модерна технологија која вие користите, која е направена да биде апсолутно безболна. Безболна, така, да. Во текот на емисијата ги проговорите и за ласерското работење, значи, и ви објасни колегата кој што работи, дека тоа е уште една многу понова технологија каде што болката веќе нели се минимализира. Значи нема апсолутно сето она што би можело да боли и како што некогаш биле справите, тоа веќе денес не постои, не е така. Случај така да денеска нели технологијата Отиде на многу напред. така, да. Ајде да видиме дали имаме уште прашање. Има ли некој нешто што сака да праша? Повели кукла, заврти се Антонија кон камерите и постави го твоето прашање, повели. Јас сум Антонија и сакам да прашам дали ако некој запче излезне криво, дали може да се исправи. Еј, браво, ова е исто така убаво прашање. Доктор Драгица, имаме случаи кога на некои дечиња ќе им порасне некое запче и тоа ќе порасне криво. Без никој тоа да сака така да се случи. Дали може таквите запчиња понатаму да се исправат? Да, значи, воколку ни изникне некој запче криво, значи имаме ние посебна клиника, тоа е клиника за ортодонција, каде што дечињата, нели, одат на таа клиника, се прегледуваат и добиваат едни посебни, нели, апаратчиња кои што служат за исправање на нивните запчиња, нели, за да имаат убаво забало, нели. Дали се тие протези што ги викаат? Јас сум слушнал. Да, тоа се мобилни протези. Денеска сметаме дека со мобилните протези успехот може да се постигне до 12-та година, а после тоа одиме со тие фиксни протези или тие нели брикетки, што денеска се можеби и тренд нели кај младите. Тренце ги прават многу убави, многу интересни, ги Оички нели и така, да. да, ги прават шарени, ги прават интересни, ги прават секакви. Повели Злато, имаше некој прашање? Да, јас сакам да прашам што е ова? Кој е ова? Да видиме. Имаме вакво едно. Да, многу интересно. Ајде да видиме што е ова, докторке. Ова е значи хелиомат и со овој апарат значи светнуваме и ние ја стврднуваме пломбичката. Така да биде цврста јака како што е нашето запче, нели? Ова е светло, гледате какво светло, кое што го стискаме за да нели ја стврдне пломбичката. Ова ја стврднува кломбичката? Да, ја стврднува пломбичката и запчето е цврсто и јако за да можеме да јадеме оревчиња, бадемчиња и се останато. И да уживаме во исхраната без болка. Ете, сега научивме некои интересни работи овдека во дружбата со доктор Ергица. Фала и многу што бевте дел од Супер звезда во овој дел. Беше многу драго што имавме значи вакви дечиња кои што навистина сакаат да бидат тука со нас. Фала ви многу. Ние ќе направиме кратка пауза, веднаш потоа одиме повторно во нова рунда прашања и одговори со вработените овдека во клиниката за детска и превентивна стоматологија. Неверојатно новистините, сите доктори кои ги запознавме овдека се викаат Александар. Така и овој доктор со кој ќе разговараме се вика доктор Александар. Здраво живи, добродошли во Супер звезда. Добро најдов. Ова е многу често име меѓу вашите доктори овде на клиниката. Да, по некоја случајност да. Кој не се вика Александар, не го примате на работа. Па добро. Сите се добродедени. Благодарам, докторе, да направиме мал повед.
во овој дел ќе разговараме за оралната хигиена, значи да откриеме што е тоа. Ќе разговараме за кариесот, како најчеста болест кај запчињата и превенција за него И околу исхраната. Која храна најмногу го предизвикува кариесот? Ајде да видиме, дечиња, дали вие сте подготвени и наоружени со прашања, значи, ајде да видиме еден по еден да поставуваме прашања кои ќе ни ги одговори доктор Александар. Полека, сега одиме еден по еден. Вака меѓу волку девојчиња, предност ќе му даеме на Стефан. Може, Стефан? Повели Злато, кој е твоето прашање? Дали може забите што ќе ни паднат или ќе ги извадиме повторно да никнат? Да видиме, докторе, возможно ли е, значи, зап кој што се расипал или кој што е изваден, да никне повторно? Вака. За млечните запчиња, да. Тие никнуваат, знаете, во раната возраст и доаѓа нивна физиолошка смена во различна возраст. Кога ќе дојде нивната физиолошка смена, тие се менуваат. На нивно место се поставува, никнува ново, трајно запче. Сега, кога сме веќе кај трајните запчиња, ако се случи да се расипат, тие за жал не можат повторно да никнат. Значи нема тоа, еднашка се расипа и се што ќе се направи, секоја интервенција останува до живот. Точно така. Се извади траен зап? Ако се извади траен зап, за жал се случуваат големи пореметувања, нарушувања на забалото, на забниот низ. Меѓутоа, ние секако работиме за да не се случи такво нешто. Значи, со вашата грижа, понатаму, значи, се вршат корекции, но сепак е битно да има превенција да не дојде до вадење на зап, нели? Точно, секако така. Значи, со редовните стоматолошки контроли, со редовното следење на нашите пациенти, ние не дозволуваме, се трудиме да не дозволиме да дојде до состојба да извадиме траен зап. Значи, има ли цена еден зап, вака се каже, за да представиме да знаат нашите гледачи какво богатство е забот, има ли цена еден зап? Знаете што, забите се наредени во низ. Секое губење на запчето веќе ја поместува архитектониката на забалото, се нарушува рамнотежата. Секое наредно негово надоместување со други методи, понатаму, веќе чинимо. Значи, грижата за забите, за нивното здравје почнува во раната детска возраст, со првата посета, со редовното следење не се дозволува, не се доведуваме во состојба да изгубиме траен зап. Така, благодарам. Тоа е бесценет. Така, значи нема цена, сепак тоа беше поентата која сакам да ја слушнат и дечињата и родителите, дека грижата мора да ни е на прво место и превенцијата за да не дојде до губење на зап. Сега има едно следно прашање поврзано со ова, претходното. Дали е точно дека здравјето на забите понатаму се рефлектира врз целиот организам? Значи, јас така имам слушнато. Оној кој што нема здрави заби, може да пати и од некои други болести. Дали работите во нашиот човечки организам се поврзани на некаков начин? Така. Секако. Значи, со едно заболување на зап, значи со расипување, со заболување на забите, се нарушува комодитетот на пациентот. Значи, забот почнува да боли. Жвакањето е нарушено, е отежнато, болно и не дозволува квалитетно сочвакување на храната и нејзино голтање. Со самото тоа, веќе се нарушува процесот на варење на храната. А понатаму, следствено на тоа, се случуваат и други пореметувања, нарушувања на здравјето на организмот. Значи, пред се забите треба да бидат здрави, за да бидеме здрави комплетно. Секако, да. Токму така. Ето, ајде сега да видиме дали имаме уште прашања. Да, кој сака да му постави прашање доктор Александар? Полека, ајде. Елеонора, повели Злото, кој е твоето прашање? Само кон камерата заврти се. Здраво, јас сум Елеонора, сакам да прашам што е тоа кариес? Шо убаво прашање. Така, бевме договорени да го прашаме докторот што е тоа кариес. Има ли некоја дефиниција? Како ќе го објасниме? Кариес е болест на забите или она што нашите пациенти го знаат како расипување на забите. Тоа најчесто почнува како една бела дамка, која што најчесто станува незабележана, меѓутоа со негово напредување ја менува бојата, забот потемнува и на тоа место се јавува шуплина. Во таа фаза за нашите пациенти веќе е забележлив тој процес. Кога ќе напредне кариесот, се гледа црна точка и тие тогаш можат да воочат дека има кариес. Со апчиња се лечи ли кариес? Со апчиња кариес не се лечи. Инекции исто така? Исто така не се лечи, тоа е трајно оштетување. Кога ќе се создаде таа шуплина на забот, со
ниедно од овие споменати средства не може да се излечи. Треба да се дојде кај стоматологот и таа шуплина да се санира со пломба. Благодарам, докторе, да видиме дали имаме уште прашања. Еве, оваа женска што се вика Кате. Кате, повели кон камерите, кој е злато твоето прашање? Јас сум Катерина Вадаровска и сакам да прашам докторот од што се расипуваат највеќе забите. И какво го прашање, Кате? Има ли работи кои придонесуваат повеќе или помалку да се расипуваат забите, например, од оние кои што ги конзумираме во исхраната? Да, секако. Тука го загатнавме прашањето на исхраната. Правилната исхрана наспроти кариесот. Треба да кажеме дека предизвикувачите на кариес се бактериите. Тие, за да растат, да се развиваат, го користат шеќерот како храна. Користејќи го шеќерот, тие создаваат киселини, И разградуваат забите? ги размекнуваат, ги разградуваат и нагризуваат забите и се создадени сите услови понатаму за напредување на кариесот. Значи, без шеќер нема бактерии или помалку шеќер, помалку бактерии. Бактериите се постојани жители во устата. Ако им додадеме храна која што е богата со шеќер, тие радо ќе ја искористат, ќе се насладуваат И се намножат. и ќе се намножат и ќе ги оштетат забите, секако. Така, значи, ако јадеме повеќе чоколади или жавчиња, дека има поголема шанса за да имаме повеќе кариес. Да. Чоколадите и жавчињата се храна или сладко задоволство богато со шеќери и за жал тие се она најризичната храна за создавање на кариес, за настанување на кариес. Во самото чоколадо нема ништо што би го штетило забот, но има храна за бактериите кои живеат во устата и можат да му наштетат на забот. Токму така, шеќерот е нивна храна, Ете, што го споменавме. откривме, драги гледачи, значи, во што бил проблемот и јас како мал се чудев многу кога ми велеа помалку да јадеш чоколади и помалку да јадеш лижавчиња за да не се расипат забите и се чудев што тоа лошо има во лижавчињата и чоколадите, а се толку многу вкусни. Откривме дека нема ништо лошо во нив, него дека имало значи нешто во врска со бактериите кои онака живеат во нашата уста. Што може да кажеме нешто повеќе за ова? Па вака, шеќерот го сакаат бактериите, меѓутоа треба да истакнеме тука дека шеќерот представува една од главната компонента во исхраната на дечињата, на нашите пациенти. И ние не можеме да им сугерираме на нашите пациенти дека шеќерот не треба да го конзумира. Напротив, шеќерот им треба како енергетски извор, меѓутоа треба да внимаваат кога го конзумираат шеќерот. Ние препорачуваме како стоматолози тоа да биде најчесто после главниот оброк, бидејќи тогаш најмногу се лачи лунката, која што ги чисти забите. Неприфатлива е за нас како стоматолози ужинката богата со шеќер, знаејќи дека после тоа нема да има можност за брзо измивање на забите. Значи, во секој случај и препорачливо е за оние кои што сакаат да конзумираат и чоколади или жавчиња и се љубители на тоа, да внимаваат и да водат сметка за да ги мијат забите многу почесто од вообичаен. Забите се мијат после секој. Е така, ајде да видиме сега дали имаме уште прашања и поготово дали има некое прашање на оваа тема. Ева Злато повели, кој е твоето прашање за доктор? Здраво, јас сум Мила Куцевска, сакам да прашам колку често треба да се мијат забите. Еве, се надоврзавме веќе со едно прекрасно прашање. Треба ли да се мијат забите често и колку често? Еве, повторно ќе кажам, забите се мијат секој ден, буквално, правилно после секој оброк. После вечерата, пред легнувањето, задолжително треба да се измијат запчињата. Наутро и после ручекот. Правите ли вие така како што каже докторот? И измивате ли забите после секој оброк? Да, ајде сега да видиме следното прашање ќе го постави кој Антонија. Ајде Злато повели. Здраво, јас сум Антонија и сакам да прашам како правилно се мијат забите. Ево има и такво прашање. Како правилно се мијат забите? Значи, дали ние знаеме да ги миеме забите правилно? Сега ќе ни одговори доктор Александар. Има ли филозофија во тоа? Има ли начин како треба да се измијат забите? Секако дека има една техника која што ја препорачуваме, која што ја сметаме за правилна. Меѓутоа, поред техниката на четкање на забите, секако треба се обрати внимание на времето на четкање на забите. Тоа е од прилика 2 до 3 минути препорачано време за четкање на забите. На нашите пациенти ние често илустративно им укажуваме дека тоа време
отприлика една детска песна додека ја изслушаат од почеток до крајот, тоа е времето отприлика за четкање на забите. Околу 3, 4, 5 минути толку би трајало, значи четкањето на забите. Сега да видиме, имаме овдека и некои реквизити. Еве, например, ова е реквизитот кој мене посебно ми се допадна, ви се допаѓа ова дечиња. Знаете што е ова? Да, има и црна, леле, знаете ли што е ова? Четка за заби. Зашто се користи четката за заби? За миење на заби. Сакате ли да видиме сега како правилно треба да се измијат забите? Ајде да застанеме веднаш овдека до доктор Александар и да видиме што ќе ни каже докторот. Како правилно се мијат забите. Ова е еден модел кој што ги симулира нашите заби. Ова е долната вилица, а ова е горната вилица. Техниката на четкање почнува со: прво се нанесува забната паста на нашата четкичка. Од почетокот до крајот на влакненцата. Понатаму, забите ги доведуваме во состојба рап на рап. Еве вака. Горниот рап преку рапот на долните заби, да не се преклопени. Да не се преклопени. Устата ја отвараме и пастата ја нанесуваме прво напред, па лево и десно да се распореди на сите страни подеднакво. Почнуваме со четкањето. Четкањето треба да биде од горе надолу во горната вилица, значи од прилика како паѓа дождот. Од горе надолу, значи од црвеното, од забното месо према белото, према самиот заб. Горе-долу неколку пати. Значи тоа е надворешната површина. Откако ќе ги исчеткаме напред забите убаво, групата на секачи, одиме на левата страна. Исто така во исти правец, од горе надолу со благи кружни движења. Се задржуваме малку додека не ја исчистиме таа површина. Откако ќе исчеснеме левата страна, продолжуваме на другата страна. Кога ќе завршиме со надворешните површини, се префрламе на внатрешната страна, од тенепцето. Па на исти начин, од горе надолу ги четкаме забите. Тоа го правиме додека не ги исчистиме убаво. Откако сме готови во горната вилица, продолжуваме, се префрлуваме на долната вилица. Во долната вилица четкањето е обратно. Значи, од долу нагоре, повторно од црвено на кај бело. Како расте тревата. Почнуваме со четкањето. Убаво ги триеме. Кога ќе ги исчеткаме предните запчиња, се префрлуваме на левата страна или на десната, seедно. Кога ќе бидеме готови странично од едната страна, четката ја свртуваме на другата страна, ги исчеткуваме, исто така и од натрешната страна. Од горе е како паѓа дождот, а од долу е како расте тревата. Од црвено кон бело. Прво напред, па странично и внатрешно потполно исто, само од внатрешна страна. Дечиња, разбравте? Да, и сето тоа 3 минути? 3 минути. Во меѓувреме, значи, си уживаме, се гледаме на огледало, си слушаме музика, да. Вие така ли миете запчиња? Или миевте на некој друг начин? Да, има ли некој што го мрзи овдека да мие запчиња да види? Немаме такви. Значи, сите сме трудолюбиви и вредни и сакаме да миеме заби. Така? Да се завртиме кон нашите гледачи сега, да им мафнеме и да му заблагодариме на доктор Александар за тоа што беше овде да ни ги објасни сите овие прекрасни работи, меѓу кои и најбитната да научиме како вистински, како правилно треба да ги миеме забите. Докторе, ви благодариме што бете дел од Супер Звезда и ќе се видиме во некоја наредна прилика, како што ја секогаш велам кога разговарам со доктори, зарно и за убаво. Благодарам и вам. Хвала ви, поздрав. Чао, драги гледачи. Чао.
За оние кои подоцна се вклучија, денеска Супер звездите се специјални гостини на клиниката за детска превентивна стоматологија. Повторно разговараме со еден доктор кој се вика Александар, но не е оној доктор кој претходно го запознавме. Доктор Александар, како сте? Димков, добро, благодарам. Драго ми е што сум учесник гостин во вашата прекрасна емисија Супер звезда. Ви благодарам што одговоривте позитивно на нашата покана да бидете дел од нашата емисија. Кажете ми, уживате ли во вашата професија? Многу уживам во мојата професија. Јас сум тука скоро 15 на години, кога се запослував овде, кога се вработував, просто си реков, леле сега како ќе работам овде со деца, страшно ќе ме гризат, ќе плачат ова, она. Меѓутоа, после тоа со текот на времето, сето тоа сватив дека е преубав повик и на вистина тој стоматолог што работи со деца, посебно задоволство да се работи со оваа млада популација. Многу захвални се. Еднаш кога ќе те засакаат, цел живот те сакаат и дури на 18-20 години сакаат да продолжат да доаѓаат кај нас. Така, благодарам многу, докторе, за прекрасен одговор. Имаме сега ние некои прашања за вас кои што ги спремивме. Станува збор за една процедура која што се вели залевање, така ли бе? Залевање, да, запечатување на канали на јамички, залевање на фисури, стручно кажано. Знаеме дека постои една таква техника која се изведува овде како е вас и би сакале да знаеме нешто повеќе на таа тема. Тука се моите другарчиња од Супер звезда кои имаат прашања. Дали дечки сте спремни, дали сте подготвени? Кој ќе го постави првото прашање? Стефан, кон камерата Стефан. Кое е твоето прашање? Моето прашање е што е залевање и како се прави тоа. Ајде да видиме, докторе. Тоа е залевање и како се прави. Залевањето е посебна метода, техника на работа на запчињата. Здравите запчиња се залеваат или се запечатуваат, што значи дека сите оние каналчиња и јамички што ги има во запчињата со посебни материјали и средства се полнат и забот едноставно добива една блага, равна површина, за да не може храната што останува од јадењето и бубачките што ќе навлезат да не може да влезат и да го расипат забот. Значи просто кажано залевањето на фисурите на превентивна метода со која што го продолжуваме векот на постоење на здрави заби во устата на децата. Многу битна метода заедно со флуоризацијата за која што покасно исто така може би ќе зборувате, е една од главните методи за зачувување на здрави заби во устата. Така, благодарам, докторе. Да видиме второто прашање кој ќе го постави овде. Ова машиште овде. Повели Омер, кое е твоето прашање? Ево, јас сакам да прашам на која возраст се залеваат забите. Така, значи Интересно прашање, навистина убаво прашање и секој родител и секој дете би требало да го знае тоа. Поглавном залевањето на забите, залевањето на фисурите е превентивна метода за трајни заби. Меѓутоа и млечните заби може да се залеат, иако тие во текот на времето се вадат, се менуваат со трајни заби. Она што е побитно, значи трајните заби се залеваат во моментот кога ќе се појават во устата на детето. Максималната дозволена граница за започнување на залевањето е 6 месеци од појавувањето во устата. Значи кога ќе види родителот дека едно трајно запче излегува, веднаш ќе треба да се обрати до детскиот стоматолог да дојде и запчето да се залее, да се спречи понатамошно дејство на бактерии на храна, на распадливи материи во устата и да го продолжи векот да остане здраво цело време во устата. Прекрасно, супер. Веднаш кога ќе се појави во устата, веднаш да се залее. Што е можно, поскоро да се дојде, битно е само да биде цело пораснато. Цело пораснато, значи да се гледа фактички оној дел со кој што се чвака. Така, готово. Одиме понатаму. Имаме уште прашање, да. Еве да видиме, значи, ево Бенјамин, повели Злато, кое е твоето прашање? Моето прашање е зошто сите запчиња мораат да се залеат? Така, зошто се прави оваа, значи, процедура? Вака сега јас малку ќе го поправам детето, не сите запчиња, значи постојат 32 трајни заби. Меѓутоа, само оние запчиња што имаат жвакална површина, не се качите и кучешките заби, него само предкатниците и катниците се залеваат. Тоа се кој вака по број? Тие се четворка, петка, шеска и седмица. Горе, доле, лево, десно. Така. Тие запчиња имаат жвакална површина, тие запчиња ги имаат оние каналчина, јамички, кои што фактички представуваат извор од каде што доаѓа до почеток на јавување на кариес. И тие запчиња се оние кои што се залеваат и кои што влегуваат во процесот на залевање. Зошто токму тие заби? Зошто не единиците, двојките, тројките? Затоа што тие немаат такви површини каде што би дошло до задржување на храната, на оние смоки, чипсови, чоколади, колачиња што многу често вие ги јадете, така? Ете така, а заборавате да ги исчеткате после забите. Тоа е тоа. Сега да прашам, докторе, колку трае процедура на залевање на запче? Дали е тоа
Вака, часови, сега, со само минути. јас би кажал мала дигресија би направил. Значи, постојат две методи на залевање. Едната е неинвазивна, другата е инвазивна. Сега зборуваме за она најпросто неинвазивно залевање. Тоа трае многу кратко. Преку сила 5 минути, значи од кога ќе седне детенцето да се исчатка завод, да се нанесе залевач, да се светне со светло за стврдне, да се види дали му е високо и толку. Тоа е безболна, сосема безболна метода, која што секое дете многу убаво ја прифаќа, а има еден здрав зап кој што многу долго после може да трае во устата. Браво. Можеме ние тоа да го покажеме, бидејќи овдека има едно прекрасно девојче, Кате, така беше. Би сакал да покажам, да залееме една фисура и да знаеме дека тоа запче веќе нема да се расипа. Ао, браво, Кате, би сакала ли ти така да направиш едно залевање на запчињата кај тебе? Да, Мама што рече? мама рече да направам. Да направиш, браво. Значи, и другите родители размислуваат така. Така е, одлично. Сите родители треба да размислуваат и ние тој кариес во нашата држава го сведеме на минимум, да нема веќе расипани запчини. Ете, ајде да видиме, значи, ако е Кате подготвена, доктор, ако сте вие подготвени, Готово, ништо нема да боли, нели? ајде да видиме, Кате, дали се плашиш ти од стоматолог? Не. Си била ли ти на стоматолог до сега? Да, И било ли страшно таму? не. Ајде да видиме сега како е оваа процедура, како се одвива, а ние ќе се разговараме во меѓувреме, докторе. Го пуштиме ова сонце, рефлектор силен, за да може Чичо убаво да гледа што ќе прави. Така, се договоривме, рековме, ова што беше? Огледалци, ова беше магичната чачкаличка. Како на добрата вила, да биди дубиди дуб, така, и ние тоа го поправаме. Одлично. Овде рековме дека ставаме една четкичка, нели? И сега земаме специјална пастичка. Може ли да добијам паста? Ете така, ви благодарам. Таа паста Не е обична, специјална. специјална паста, оваа паста е поабразивна, значи се користи само во амбулантски услови, затоа што содржи партикли кои што се поголеми, за да може убаво да се исчатка од сите страни материи завод. Еве таа паста, мирисни ја, Злато. На што мирисе? Јаготка. Еве сега јас ќе земам малце од таа јаготка. Специјална, ти ќе ми отвориш силно мене устата и да видиме сега како ова запче по број 5, значи второто трајно премоларче. Опа. Еве вака, ќе го исчеткаме од сите странички, да нема никакво губаче внатре. Дали осеќаш нешто, Злато? Ништо не осеќаш, ти кажа Чичо, Ова дека не може да боли. никако не може да боли. Ама затоа ако не го направиме ова, понатаму ако се расипа запчето, тогаш ќе боли. Затоа треба да се трудиме, да не доведеме ситуација, да не дојдеме до ситуација, да ни се расипат запчињата и да боли. Вака може да се мие запче. Вака се мие запче, Чичко доктор, вака ги мие запчињата кога ќе дојдете овдека. А вие дома сите со вашите четкички си ги миете запчињата. Зошто прво се мие запчето, значи за да бидеме сигурни дека нема нечистоти? Еве сега ќе ви покажам, отвори ми, Злато. Отвори ми. Овде имаме, гледате, јамичка во која што многу често навлегува храна. Таа не може да се исчисти, не може да излезе надвор, да кажеме со помош на плунката, со помош на јазикот или со помош на домашните четкички. Затоа ви се специјални четки со поабразивна паста, која што навлегува внатре и се што имало внатре излегува. Значи забот мора да биде перфектно чист, за да може да се нанесе специјалното средство залевач и тоа да го запечатиме. Едноставно да нема влез и излез на ништо однатре. Готово, сега ми е мене јасно. Еве гледам дека Кате ужива. Нашите драги гледачи еве имаат ексклузивна можност и шанса да видат нешто што не е видено досега. И за сите оние родители кои што не ја знаат оваа метода на залевање, еве имаат шанса на лице место да видат и да се уверат дека станува збор за нешто што навистина помага многу за здравието на вашите деца. Докаде дојавме, докторе? Цевче кое што ние го викаме за децата усисивач за плунка, тоа ја собира, отвори ми, Кате, го става, отвори, слободно устата отвори. Го ставаме овдека под јазичето, отвори ми ја устата силно, Кате, силно. И тоа си стои тука, си ја собира плунката, за да јас можам да добијам идеална сува површина на забот, за да може залевачот кој што ќе го ставиме воопшто да не падне понатаму. Ставаме едно памуче, односно ватеролниче, од страна, еве тука го ставаме, за да не може од плунчаните жлезди да излегува плунка. Односно таа ако излегува да се собира во тоа памуче тука. И сега ние добивме идеално суво запче, исчистено, дотерано. Сега Чичо става од оваа тубичка специјална киселина. Ние на децата викаме оцетче ка ставиме малку. Таа се става специјална за да може да дојде до нагризување на површинскиот слој. Значи го нагризуваме површинскиот слој во време трајање од 15 секунди, за да може залевачот кој што е течен да навлезе длабоко во емајлот, во глеќта, Врзе како дел од забот. делот забот да се врзе. Си броиме 15 на секунди,
След тоа ние таа ја промиваме убаво, да не остане ништо. Ова усисиваче собира се во устата, дали ова нешто боли кате? Да си лажела. Носот ќе ти порасне како на Пинокио после... Па ништо не боли. Овде кај нас, злато моје, ништо не боли. Ако навреме се направи, ама ако не се направи навреме, леле. Значи, после може да боли. Гледа таа тубичка, специјална на залевач. Ова е сега залевачот, гледаме значи како се аплицира. Еве го сега во многу тенок слој, тоа е доволно вискозна, доволно течна да навлезе во сите дупчиња на запчето. Еве гледате како е навлезена и потоа со ова специјално светло, кое што ништо не боли, злато моје не се плаши, се стврднува самиот залевач. Ова светло, покажавме преска, служи за стегање или на пломбите, или на залевачите. Хелио светло, стручно кажано. Иначе ова е ласерскиот пиштол на Дарт Вейдер, што го викаат машките што доаѓаат, специјален. Да, и женски го знаат, да, после им давате ли малце да си поиграат? Ако има таткото пари да го плати, ако се расипе. Да, значи, нема играње со ова опрема. Сивач го вадиме. Дека памуче од страна што го ставивме. Исто така го вадиме. Сега чичот ти вика гризни со запчето. Дали ти смета нешто? Ништо не смета. Еве, отвори ми устата да видиме сега. Еве го ова запче комплетно залеано и веќе овде не може да дојде до појава на кариес. Целата процедура, ете, видовме дека трае, драги гледачи, помалку од 5 минути, јас можам да кажам. Еве, сега сакам Кате да ја прашам. Кате, како помина ти? Супер. Дали болеше нешто од целата процедура како што се одвиваш? Не, ни осеќав ја што прават. Дали ти се допадна јаготката на почетокот? Да, А светлото на крај? да, Ти едно време малку се штресна и мислеше дека ќе боли, а? да, Но на крај како испадна? супер, Не болеше воопшто. да. Ке огушнеме ли сега, доктор Александар? Ајде да видиме, ете, секогаш на крајот работите вака завршуваат. Така ли е, доктор? Така е, сите дечиња задоволни, среќни, весели си одат и после еднаш како ќе се врзат со нас крај, готово. Цел живот си продолжуваат и само нас не бараат. Ако не сме тука, не, ќе чекаме кога ќе се вратат. Кога ќе да е докторот, да се држиме вовдано со него. Да. Ви благодарам многу што бевте дел од Супер Звезда, фала многу. Се најубаво нека вие и понатаму да ни доаѓате и дечињата тука да ни доаѓате. Ве видовте тука што убави работи се прави. Благодарам што работите на вака прекрасно, убава и многу благородна работа и да се гледаме и заедно зубаво понатаму. Благодарам и вам. Поздрав, докторе. Овде и крајот на нашето денешно дружење, драги гледачи. За жал во оваа емисија Супер Звездите не стигнаа да откријат се и да добијат одговор на сите прашања кои што ги баравме да ни бидат одговорени денеска овде на клиниката за детска превентивна стоматологија. Ќе се видиме повторно во следната емисија на ова исто место. Останете со нас и следната сабота во 10 часот гледајте Супер Звезда на Канал 5 телевизија, каде повторно ќе бидеме гости во стоматолошкиот клинички центар. Така да јас ве поздравувам, многу бакнежи и многу гушкања до сите оние кои што ни гледаат сега. Се гледаме повторно за 7 дена од сега. Чао, 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 пријатно и да гледаме. Чао.